Добро вечер, почитувани. Ја следите отворената програма на Еден телевизија. Јас сум Јадранка Костова, уредник секој петок во овој вечерен дел од програмата. Се наоѓаме на 4,5 часа пред тајмингот, а тоа е на полноќ, кога ќе стапи во сила изборниот молк, пред вториот круг за претседателските избори. На оваа тема ја посветувам дебатата или анализата во студиото. Мои гости се PR експерти. Тоа се Магдалена Михајловска од Image PR и Ели Пешева од New Moment. Ќе разговараме што е поводот и што е она што би сакала вашите стручни мислења да ги слушнем. А тоа е, знаеме дека во првиот круг цензусот беше 41,67% излезност. Знаеме дека 40% треба да има најмалку излезност во вториот круг за да бидат успешни. Без гласовите на Блерим Река, а тој однесе околу 80.000 гласа или околу 10%, двајцата кандидати што се тркаат во вториот круг немаат доволно. Значи, потребно е да се анимираат или гласачите на Блерим Река, или да се предомислат многу граѓани, гласачи кои бойкотираа во првиот круг, а тоа се по стотине и кусур илјади и кај едните и кај другите, ако се споредат гласовите на парламентарните 2016 или локалните избори. После тоа, моето прашање е колку изборните штабови на Давко Василјановска и на Пендаровски меѓу овие два круга со своите кампањи успеа да анимираат вакви гласови. Зошто главната работа е дали ќе успеат изборите. Така, добро вечер, ви благодарам за поканата. Вистина најголем предизвик на овие претседателски избори ќе биде цензусот кој што вистина беше многу тенок и во првиот круг и според одредени очекувања, иако тоа не го покажа повеќето анкети во однос на цензусот, во одредени политички аналитички кругови тоа и беше очекувано како резултат на општата политичка состојба во државата. Оти да не заборавиме, претседателските избори се одржуваат во некаков контекст и тие се причинско-последична состојба од се што се случува во нашата држава. Прашањето дали во овие два, помеѓу двата круга во кампањата, едниот и другиот кандидат, господинот Пендаровски и господината Давкова, успеа да ги анимираат албанските гласачи или да ги натераат оние кои што решија да абстинираат, а не беа во мал број, ќе видиме најдобро во недела, но анализата на тоа како комуницираа во овие две недели, иако беа прилично празнични, луѓето беа фокусирани на некои други аспекти од своите животи, мислам дека малку ги изненади неочекувано за нас состојбата, затоа што многу беше предвидливо на крајот на краиштата изборите се бројки, нели, победува тој што ќе освои барем еден глас повеќе. Малце ги изненади состојбата дека во вториот круг сепак ќе се борат тие двајца, дека кандидатот заради нели состојбата на населението не може да отиде во вториот круг и тие како да се бркаа со времето без план како да ги добијат гласачите. Комуникацијски... Но и разликата е навистина многу тесна. Разликата е многу тесна, дури изненадувачки, тоа не изненади на некој начин сите колку тесна е разликата и навистина ништо не се знае до крај, нормално доколку се исполни цензусот, меѓутоа на крајот на денот најважно за успешноста на изборите ќе биде цензусот. Во таа смисла, како тие комуницираа во овие две недели меѓу двата круга, навистина изненадувачки е колку тие беа изненадени од тоа дека ќе треба да се обратат и на албанските гласачи, барем да речеме таборот на опозицијата, па и таборот на позицијата тоа го правеше малку од ден на ден, менувајќи ја стратегијата без некоја посебна цел и без да понуди некакви идеолошки матрици кои ќе го натераат гласачот заради одредени верувања или квалитети да излезе и да го даде својот глас. Би оделе и конкретно и за двата изборни штаба, и за целните групи, реков, едни се оние кои бойкотираа, друг сегмент се гласачите на Река. Или начелно вака, во овие две недели, да нагласам дека вашите PR агенции не работат на овие избори. Да. Веројатно са сите ќе си помисла дека е многу полесно да се критикува овие ќе не работиме. Но
Она се согласам со она што го кажа Магда, дека за секој искусен аналитичар кој што може да направи една проценка на теренот, беше јасно дека до ваква состојба ќе се дојде. Она што не изненади, се согласуваме, тесната разлика, но цензусот секогаш беше тука, значи отворено прашање. За мене затоа исклучително е чудно што штабовите не ги предвидоа чекорите, неколку чекори не гледаа напред и сега се најдоа во ситуација меѓу двата изборни круга да мора да прават брза стратегија која што очигледно дека барем од она што го гледаме изгледа прилично млако. Не знам како е на терен, тоа веројатно го знаат они многу подобро, но мислам дека обраќањето кон албанските гласачи требаше да биде една од главните стратегии уште пред првиот изборен круг. Истото важи веќе према луѓето кои што решаваа да бойкотираат. Значи за бойкотирањето се зборуваше и тука мораше да бидат насочени во голем дел. По мене грешката на двата изборни круга е што беа генерално насочени кон внатре партиското избирачко тело кое без друго е сигурно, може да варира во некоја Партиското членство кого и да го предложат го гласат. Така е. И мораше да биде кампањата насочена токму кон тие стотина илјади гласови кои што ни недостасуваат од еден до друг изборен циклус и кон албанското гласачко тело. Значи во овој момент веќе е многу очигледна стратегијата и искрено малку и непријатно кога ги гледаме двајцата кандидати ставени во една таква инфериорна состојба да практично молат. Сепак ние тоа го зборувавме и пред првиот изборен круг дека средината во која беа ставени двајцата претседателски кандидати за нив беше неприродна. Сепак тоа се професори кои што се навикнати да зборуваат кон една многу поинаква публика, да кажеме, од партиски членови, значи кои што зборуваат со поинаков тон, кои што зборуваат со поинаков вокабулар. Така. И беа ставени во многу неприродна за нив состојба. Ме интересира вашето мислење, Кусов, за колку ние, нели, со години, цела деценија немавме тебе соочување на кандидати и сега имам чувство дека има недоволно, да не речам премногу. Да. Дали сметате од ваш аспект стручен, колку вие дуели придонесоа за придобивање на гласачи? Па видете, дуелите се во секој демократско општество задолжителни. Колку тие ќе се дозираат, колку ќе бидат фреквентни, тоа нели е проценка на штабовите, меѓутоа не треба да биде тоа премногу интензивно затоа што едноставно публиката нема толку абсорбциона моќ. Што би советувале вие на кандидатите доколку еве овие двајца кандидати се излагуваат на ТВ дуел? Видете, дали нивното однесување беше според она што вие сметате дека би донело гласови? Јас би се вратила малку назад од почеток на кампањата. Кампањата е комуникацијска стратегија која дава генерален правец. Соочувањата, интервјуата, митинзите се алатки кои што аплицираат на одредени публики, сакаат да додадат дополнително објаснување на некои своји аспекти што ги имаат како пораки. Од почеток на кампањата, оваа кампања беше прилично бледа и беше борба рововска на партиите да докажат кој е подобро стои кај гласачкото тело, а тоа, како што се виде, особено после првиот круг, им нанесе штета на самите кандидати, бидејќи тие не работеа на профилација нивна како личности. Оти претседателскиот кандидат по уставот е патрон на нацијата, тој треба да понуди на сите нешто обединувачко, каде што ќе се пронајде едниот или другиот, без разлика на националната, етничката, интелектуалната или било каква друга припадност или афинитети. Но дали е во ред, например, ние лидерите на партиите кои застанаа за овие кандидати, тие се исто така активни паралелно на сите нивни собири и средби со граѓани? Не го гледам за проблем тоа што тие биле активни. Нормално е, партија застанала зад нив, без разлика дали тие не биле активни членови, се профилираат како независни, меѓутоа тие се де факто поддржани од таа партија, што значи основните политики на партијата ги прифаќаат. И тоа е факт. Меѓутоа, начинот на кој што тие им се наметнаа во кампањата и тоа што избера да го потенцираат во јавноста во текот на кампањата беше погрешно и тоа резултираше и со мала излезност, што секако
нели постојат многу други причини за таквиот резултат, меѓутоа меѓу другото беше наметнато и заради начинот на комуникација и профилација на кандидатите некако некој што ќе се издигне ќе биде обединувач, кој што му е на функција на председателот, туку влегува во дневна политичка битка во многу голема мерка. Конкретно Биоделеве, едниот сегмент се гласачите на Блерим Река или албанските гласови, да кажам, бидејќи од една страна и би сакала за двата кандидата, двата изборни штаба да анализираме, значи за овој сегмент од гласачи. Блерим Река ги повика излезат да гласаат. Од друга страна, Дуи ветува некакви 80.000 дека гласови ќе испорачаат. Факт е дека во првиот круг не партиципираа доволно кај заедничкиот кандидат. Дали сметате дека, конкретно штабот на Пендаровски прва, потоа штабот или Давко Василјановска, успеа во овие 10 дена да допрат до тие гласачи? Значи за албанските збори. Јас мислам дека времето во кое што која било партија можеше да каже дека ќе испорача контингенти на гласачи е поминато. Дека свеста е сменета и дека никој не може повеќе да гарантира, па дури ни најголемите партии како што видовме, не може да гарантираат точен број на гласачи. Мислам дека тука да употребаме еден израз, пафтаат и двата штаба во обид да уловат колку што е можно повеќе од албанските гласови. Предпоставувам ќе се убедуваат и ќе се лобира. Реков и пред малку, тоа се работи на терен, но мислам дека не може никој да гарантира дека ќе ја покрие бројката на дали не е Река. мотивирачки фактор кога ќе кажат дека дали сте за ЕУ и НАТО, за кои нели сметаат дека Пендаровски е нели на сигурен таков пат предодреден, може да влие кај албанските гласачи. Видете, јас мислам дека токму таквите генерички пораки, дали сме за ЕУ и за НАТО, ние сме 27 години, скоро 30, нели, сите за ЕУ и НАТО. Прашање било на начин како ќе се стигне до ЕУ и НАТО, а веќе тоа е толку апстрактно за луѓето, НАТО е веќе реалност, меѓутоа реално се уште луѓето не ги чувствуваат бенефитите што значи влезот во НАТО, затоа што на крајот на денот слабата излезност покажа дека луѓето најмногу ги тангира и влие на нивното однесување и став према политичарите, едноставни секојдневни одлуки што влијат на секојдневниот живот, во смисла испорачување на правда, функционирање на институциите, на системот и така натаму. Така што, освен албанскиот гласач и македонскиот гласач, ако направиме анкета, тоа го покажували и анкетите правени пред неколку месеци, дека 80% од луѓето во Македонија се за ЕУ и НАТО. Да, но да не заборавиме дека ВМРО ДПМН кој стои за Целјановска, и таа го споруваше, ја успоруваше уставноста на законот за јазици. Колку тоа кај еден гласач од албанска националност овде може да биде причина дали да гласа и за кого да гласа. Секако може да биде, иако во ставовите на опозиционата кандидатка за председател на председателските избори, таа ја има и своје објаснување како што подразбира под тоа. Тоа е малку академско, несватливо за обичен човек, меѓутоа и таа ретерира во тие ставови во однос на ЕУ и НАТО. Тоа допира до просечниот гласач, тоа зборуваме ние. Тоа ќе видиме колку допира, мислам дека е несоодветна комуникацијата и од едниот и од другиот кандидат и создаваат конфузија во тоа што тоа ќе значи во смисла на реална политика и што тоа ќе значи како председателскиот кандидат и едниот и другиот ќе заземат или ќе преземат активности за да го забрзаат тој процес, за да го артикулираат, да помогнат и се што се однесува на така сложени процеси во едно општество. И повторно ќе кажам, тие и двајцата имаат своја програма која што навистина е прилично добро разработена и има одредени насоки во тоа како тие ги замислуваат одредени чекори од различни сфери на општеството. Ние не видовме сериозно објаснување и конкретни предлози што тие ќе направат. Така што освен генералните начела за ЕУ и НАТО и кај едниот и кај другиот, гласачите албанци особено... Добро, веројатно има некоја разлика меѓу двата штаба, бидејќи се разборувате кај обата. Сигурно, да, јас сакам да конкретизираме колку на Гордана Селјановска Давкова она што го нафрли ќе се омажало нели за албанец, како беше порано во тој стил,
може да допре или да биде примамливо за гласачите, бидејќи факт е дека повеќе гласови албански отидоа на контото на Секако, Пендаровски. да, како- Бидејќи и СДСМ има во своите така е. редови албанци. Така и нормално и Дуи го поддржа, нели, Пендаровски како заеднички кандидат. Секако дека во првиот круг албанските гласови повеќе беа на контото на господинот Пендаровски. Обидите одеднаш да се сврти кампањата помеѓу двата круга на опозиционата кандидатка, нема да дадат многу големи резултати од искуство за тоа како се води комуникацијска кампања, како резултат на тоа што за да некој ги прифати вашите пореки, треба време, треба да се создаде клима за тоа. Во овие две недели нема премногу простор за радикално вртање на некои. Тука може да помогне незиниот интегритет како професорка. Меѓутоа, по друга страна, господинот Пендаровски е професор и ги има сите тие атрибути, така што повеќе на крај на ден ќе се сведе во ваква условно речено конфузна комуникацијска кампања на двата табора, ќе се сведе излезноста на албанците на политичкиот инженеринг помеѓу големите политички партии. Така. Што станува со оние кои бойкотираа, сега говориме генерално. Значи, и ВМРО ДПМН имам, како што велат некои, никогаш немала толку малку гласови, СДСМ од локалните исто изгуби над 100 и кусур илјади. Значи, делот е кои гласа за СДСМ на локалните се разочарани од непотизмот, од селективната правда, колку она порака на Заев ја примивме пораката, метлата ке заигра, може да ги анимира овие луѓе да излезат да гласаат? Јас мислам дека праксата на овие избори потврдува уште едно правило, а тоа е подценување на гласачкото тело. Значи, тоа е една огромна бројка на граѓани кои што двата штаба ги подценија ужасно. Значи, веројатно штабот на СДСМ, сметајќи ги како свои сигурни гласачи, некако како да ја пропуштија шансата да им се обратат и да ги мотивираат со време. Од друга страна, ВМРО изигра на една добра карта, да кажам, поставувајќи токму Силјановска за свој кандидат, бидејќи таа реално им донесе една бројка на гласови кои што ВМРО не би можеле да ја обезбедат надвор од своите партиски членови, но тоа никош немале толку малку гласови. Така е, значи постои една класична разочареност и тука ќе се согласам со Магда, бидејќи не се работеше на профилирање на двајцата кандидати, на нивните личности, туку се влезе во партиска кампања, значи со партиски слогани, со партиски настапи, значи целата кампања беше несоодветна за двајцата кандидати, се испушти една можност да се нивната личност да се промовира, индивидуализмот кој што претседателот треба да го има како институција во државата, и се покажа една неподготвеност на двајцата кандидати да се несоодветно подготвени и да имаа, да речеме, паушални оценки, паушални разговори со граѓаните на теми кои што се надвор од темите на НАТО и Европската унија. Ставате знак на равенство меѓу двата кандидати. Има ли некакви нијанси и разлики дека некој во нешто е подобар, некој во нешто е послаб или Дали има разлики? Секако дека има, затоа што тие се поддржани од различни политички матрици. И колку и тие нели да се независни и секако тоа е некаков нивен бенефит дополнителен што тие се луѓе со интегритет, со изградена кариера и така натаму, тие се различни и различно комуницираат. Меѓутоа, гледано од наш аспект, сега нели ние да не навлеземе во директно навивање за едниот или за другиот. Гледано од аспект на комуникација, кога еден човек професионален во стратешки аспект, не секако дека има. Има кај едниот има поголема конзистентност, кај другиот има поголеми осцилации во размера на темите и тоа како ги артикулира. Меѓутоа, тоа што мене ми кажува како човек што 12 години е во оваа професија, е големото разочарување за начинот на неконзистентност на стартот на кампањата, за неантиципирање на основните проблеми со кои што од месечината се гледа дека тие ќе се соочат и непоставувањето на лидерство или проактивен однос како тие теми да се изменаџираат наместо спротивниот табор и од едната и од другата страна да ги користи против вас. Таквото невизионерство и влегување во овој извори како да е нешто попатно,
може би ќе се покаже тој како политичка стратегија. Ќе видиме, за мене е разочарувачки затоа што сметам дека и двата табори имаа можност да направат посериозни кампањи, не волку бледи кампањи, каде што навистина особено тоа се гледа на дуелите. Особено ако ги споредите дуелите од првиот круг и тоа што сега се случуваше како дуел, вие ќе видите сериозни осцилации, неконзистентност, ако нели имаме ние аналитичари кои што би ги фаќали тие меѓуредови. Но поголема неконзистентност гледам кај Силјановска од првичниот негативен гард кон договорот од Преспа, законот за јазиците, па постепено ретерирање. Кај Пендаровски можете да забележите дали е бледо овака или онака, но на тој план мислам дека е конзистентен. Добро, на тој план е конзистентен затоа што и тоа е за очекување, затоа што тој е Но колку допират другите? Да, е позицијата на партијата генерално и затоа е неговата, да речеме, ситуација и побезбедна од незината, меѓутоа Силјановска беше многу попрецизна во рамки на процедурите, нели бидејќи тоа е незиното поле во кое што таа се чувствува мислам, експерти е доминантна, може да се каже, на процедурите и правилата, но за разлика од првите дебати и соочувања до следните, таа престана да влегува во детали околу можноста да се направи некаков подобар договор и предпоставувам дека тоа е еден позитивен аспект кој што го извлече незиниот штаб да не влегува во територија на која што може да биде повредена. Но сепак сакам да кажам дека она што е клучно за голем дел од граѓаните и тоа може да се види преку анализата и преку контактите со па и со нашите колеги аналитичари, да кажеме, е дека ингеренциите на председателот не се само НАТО и Европската унија. Како што кажа и Магде, значи извесно е. Меѓутоа, луѓето очекуваат граѓаните да се оди еден чекор понатака. И ние не го слушнавме. Во ингеренциите на председателот е справување со кризни ситуации. Двајцата не се снајдоа, поготово господинот Пендаровски беше, мислам дека неговиот тим навистина изненаден од можноста дека председателот може да реагира во ситуации кај што екологијата е доведена во прашање, животната средина, загадувањето и така натаму. Тука многу брзо двата тима реагираа брзо, меѓутоа повторно ќе кажам, тоа беа многу паушални и во поглед на иселувањето, и во поглед на сиромаштијата и така натаму. И без разлика што некои прашања не се во ингеренциите на председателот треба да се постави како личноста која што може да изврши утре притисок и врз државните институции користејќи го својот кредибилитет. Минутка имаме до крај, уште минути полдве. Конкретно, по сите овие ваши проценки анализи, ќе имаме ли цензус во недела? Тоа ќе биде многу неизвестно. Јас искрено се надевам дека имемот и мој личен став е дека секој треба да излезе да гласа, па макар и да го поништи ливчето, а не да бойкотира и да биде пасивен посматрач на политичките процеси. Меѓутоа, ние сите што се занимаваме со оваа професија знаеме и какви политички калкулации се скриени за тоа да нема цензус, така што не е исклучена можноста да не се исполни тој цензус, иако јас лично многу се надевам дека овие избори ќе завршат со победник. Двата штаба повикуваат и ДУИ и Блери Мрека. Не се бойкотира. Како ти делува состојбата? Да, не можам да, бидејќи не ги знам каква е состојбата на терен, не се движиме со штабовите, не можам да знам каква е состојбата на терен. Искрено се надевам, мислам дека ќе бидеме на границата и верувам дека ова не е време во кое што треба сега да се учиме на лекциите на казнување. Мислам дека тоа треба да се остави за... Сами се казнуваме. Се казнуваме самите, заради тоа што не сум сигурна дека општеството и државата можат да издржат брза уште еден круг на избори, бидејќи стопираме се. Само да додадам, ако не успеат изборите, за жал, обичниот граѓанин треба да знае дека токму ние, обичните граѓани, ќе бидеме губитници од на политичките партии и на активните политичари им одговара, таа улога им дава простор за маневр. Никаде во европските држави не знам дека бојкотот ги променил драматично политичарите, но не се. Ви благодарам што бевте гости во овој дел од отвореното студио. Ние се гледаме за 10 минути во Централниот дневник.